Наред е здравјето, како еден од моментите и сегментите од нашето современо живење со кој што се соочуваме и тоа мощно сериозно. Мозочен удар, какви мерки треба да преземе семејството и надежта е најсилниот збор што го има човекот. Ова утро Виолета Костадиновска од организацијата Хоуп е гостинка во Македонија на утро. Добро утро. Добро утро. Добро ве најдовме. Зборуваме за една суптилна тема, зборуваме за една тема која што за жал е се поприсутна. Зборуваме за мозочните удари. Кои се првите чекори што треба да ги преземе семејството кога ќе се посомнева дека некој близок има мозочен удар? Така, ви благодарам први на поканата. Па искрено, значи први семејството треба да биде приземно, значи веднаш да повика брза помош. Знаеме на 112, потоа да останат смирени оние што ќе бидат во присуство на лицето нели што доживува мозочен удар, затоа што е тоа и како многу битно за да знае што понатаму треба да превзема. Треба да ги запоменат деталите кои се случиле при мозочниот удар, односно семејствата треба да знаат кои би можеле да бидат симптомите за мозочен удар, за да знаат како да реагираат и да знаат дека можеби всушност станува збор за мозочен удар. Откако ќе дојде брза помош, треба да се кажат сите детали, првите симптоми кои се случиле, зошто се случиле, каде се наоѓала личноста и така натаму. Кога ќе бидат подготвени за во болница, секако нели кога ќе ги превзема докторите, најблиските што се или пак оние што биле во присуство на личноста што доживеала мозочен удар, треба да ги кажат сите симптоми што ги имале, да ги кажат дали претходно има некаква терапија примено лицето што доживеало мозочен удар и карактеристики кои би можеле и како да значат многу за лекарите, значи за личноста која се наоѓа во таа состојба. Колку е важно веднаш да се повика стручна помош? Дали нешто може сами да преземат оние кои што ќе се посомневаат или кои што ќе добијат информација при телефонски разговор дека се случува мозочен удар? Сведоци сме дека здравството не секогаш може да реагира, сведоци сме и на трагични судбини при мозочни удари. Како треба луѓето да се однесуваат во ваква ситуација? Во ваква ситуација најпрви треба да бидат смирени, значи да бидат смирени, да се јават веднаш на брза помош. Во моментот додека Стас знаеме ние нели и кај нас затоа што имаме можеби понекогаш и недоволен број на Добро, може и да стаса, меѓутоа пациентот да не биде примен во нашите болници и такви случаи се случувале. Така, најпрви треба да бидат смирени. Она што треба да му зборуваат на пациентот, значи да го смируваат. Меѓутоа, знаете како кога станува збор за некој близок, посебно за близок кога доживува ваква состојба, верувајте, е многу тешко да се ајде да речам, нели да бидеме смирени, меѓутоа мораме. Прво и основно да бидеме смирени, второ да зборуваме со личноста со која го доживува, затоа што има повеќе ситуации каде што можеби лицето ќе биде свесно, а нема да може да ви одговори, значи ние треба да зборуваме со смирувачки тон, да превземеме активности од типот на подготовка, до него да бидеме на страна да се намести, затоа што и ние можеби во моментот нема да знаеме дека станува збор за мозочен удар, меѓутоа има ситуации каде што мислам дека единствено нешто што може да биде најдобро е да бидеме смирени и да ја чекаме брзата помош. Каква е улогата на семејството во текот на болничкиот третман и диагностиката? Многу голема улога има семејството, типот на поддршка на лицето, со многу трпение и љубов треба значи да пристапиме кон лицето со афазија. Секогаш треба да имаме и психолошка поддршка. Тоа значи дека самите лица што ја доживуваат оваа состојба, што имаат оваа состојба, верувајте, понекогаш може да бидат и во депресија. Тоа е секојдневие кое се менува не само за лицето, туку и за семејството. Семејството треба да биде повеќе информирано во однос на оваа состојба, кои се предизвиците, кои се последиците со кои може да биде и семејството и самото лице. Значи, психолошка поддршка треба да се добие и од семејството, и од лицата што се ние на пример соработуваме со јавната здравствена установа, Центар за рехабилитација на патологија на вербална комуникација, токму поради сите овие нешта што се случуваат нели во секојдневието на луѓето, направивме еден флаер
во кои ги имаме и првите мерки што семејството треба да ги превземе во случај на мозочен удар, меѓу кои вклучуваат, значи, повикување на брза помош, останете смирени, деталите, како што ви ги кажав предходно, подготвени за во болница да бидеме, поддршка на пациентот, да обрнеме внимание на децата, доколку имаме деца во семејството каде што нели треба да бидат со лице кое има афазија, да му дадат поддршка, да разговараат со него, затоа што афазијата е всушност состојба која не се менува интелигенцијата на луѓето, едноставно имаме проблем со говорот, со мислите и со изразувањето. Значи имаме лица каде што можеби ги заборавиле она што ние го учиме во прво оделение, пишување, читање, изборување правилно. Значи треба семејството да се вклучи во тој дел нормално со сугестија и помош од центарот, за да ги посочат и да им кажат дека дома можат со одредени вежби и семејството да помогне на лицата. Тоа е веќе процесот на опоравок, так, нели, по случувањето на мозочниот удар. Сега постои ли помош која што може семејството да ја добие? Стручна помош во овој процес, кој што некогаш знае да трае и долго? Така, да, секако психолошки и стручна помош може да добие од Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација, која треба да бидат во тесна соработка, значи здимаат соработка, каде што добиваат психолози исто така можат, логопеди да помогнат, затоа што семејството може да добие насоки конкретно како и на кој начин ќе може да помогне и во домот на лицето со афазија. Еден од моментите кој што откако ќе помине, нели иницијалниот момент кога ќе се востанови дека лицето има мозочен удар, кога се ќе заврши како што треба, нели, кога ќе биде отпуштено од болница, кога ќе дојде дома на период кој што следува опоравок, во кој што семејството мора интензивно да учествува, бидејќи тоа се најблиските, нели? Нормално е тоа. Како да се справи сега семејството со емоционалниот товар по мозочниот удар на еден од членовите на блискиот? Како да се однесува со себе децата кон родителот, например? Или сопружникот кон другиот кој што го доживеал мозочниот удар? Така, значи треба голема поддршка. Лицето со афазија има потреба од своите најблиски, пред се за многу љубов, потоа поддршка. Ќе треба, знаете како, секојдневието се менува на сите. Не само на лицето со афазија, туку и на целото семејство. Треба просторот во кој ќе биде сместено лицето со афазија, ќе треба да се прилагоди, затоа што секогаш најчесто со состојбата на афазијата имаме и проблеми со одењето, со движењето, значи ќе треба да се прилагоди простор каде што ќе може да престојува лицето со афазија. Ќе треба многу големо трпение за семејството, односно за сопружникот или децата. Ќе треба со трпение да го слушаат својот соговорник, значи најблискиот што е со афазија, да му помагаат во типот на читање, на пишување, значи на описменување, буквално кога зборуваме со дечињата и во прво оделение кога ги описменуваме, значи на истиот третман би требало да се однесуваат и најблиските во семејството. Добро, се тоа се само насоки за едукација и помош. Постои ли конкретен третман, па не е тоа третман, туку конкретна едукација на луѓето кои што се соочуваат со вакви проблеми и конкретни насоки кои што би им помогнале? Сепак е потребна помош и за оние кои што се соочуваат, кои што имаат лице кое што има мозочен удар. Токму од таа причина ние формираме, значи и организираме одредени настани, панел дискусии, настани, едукативни работилници каде што повикуваме стручни лица од типот на психолози, логопеди, каде што ќе можат детално да дадат информации, насоки на семејството како треба да се однесува во вакви случаи. Она што претходно го споменав, значи се основните работи што треба семејството да ги прави, да има трпение, да има љубов и да има едноставно сето она што ќе биде со лицето со афазија, да му даде голема поддршка. Единствено тоа би можело да биде во моментот. Постојат ли некакви бројки, дали
расте бројот на лица со мозочни удари, дали опаѓа, дали е во некоја за- константа, некои просеци во однос на она што ни се случува нам тука дома во Македонија? Така. За жал, според статистиките што во моментов, значи овој месец што ни е месец за подигање на свеста на афазијата, во соработка со центарот, како што ви напоменав, се направија некои статистики во Македонија. За жал, старосната граница е пред се поместена. Во минатото може Намалена? Не намалена, туку е намалена. Возраста е намалена, да, се извинувам. Така, голем број на лица доживуваат мозочни удари, за разлика од претходно. Дали можеби тоа е последица од секојдневието, од брзиот ритм на живот и сето она што придонесува секојдневието. Мозочните удари се почеста појава меѓу младите, значи и меѓу младите, но и на повозрастната популација. Каков е капацитетот на државата да се справи со сето? Имате ли информации и такви? Капацитетот на она што го зборуваа претходно, што го слушавме од стручните лица кои има излагање на панел дискусијата, капацитетите постојат, меѓутоа логопеди во моментов каде што ги имаме, значи во Република Македонија, најчесто се логопеди кои се оспособени за деца, за возрастни имаме многу помалку, меѓутоа се работи на тоа да имаме повеќе логопеди кои би можеле да зборуваат и да работат со лицата со афазија, односно со возрастните. Просторно центарот вели дека може да ги прифати, но имаме еден друг проблем што се јавува во однос на сето ова, тоа е всушност што многу малку од граѓаните знаат каде може да се обратат и дека може да добијат стручна бесплатна помош во центарот, односно матичните лекари и институцијата кај неврологија, што е, значи треба да направат едноставно соработка помеѓу себе и за да ги насочуваат овие лица дека можат бесплатна помош да добијат, логопеди и стручни психолошки предавања, би рекла. Тоа беше следното прашање, на кој ниво е координацијата меѓу вашата организација и слични организации како вашата, има ли и други со државните институции, со медицината? Така, за сега ние сме прво здружение кое всушност соработува со институциите. Нашата следна цел и нашиот следен чекор е да направиме поголема соработка и поголем линк помеѓу институциите, односно неврологија, Центарот за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација, за да може да соработуваат и матичните лекари, за да можат и да знаат каде да ги упатат своите пациенти. Најчесто во последно време кога ни се обраќаат семејствата најчесто на лицата со афазија, велат дека нивните матични лекари не знаат дека постои центарот како центар и дека може да се обратат и да добијат бесплатна помош од логопеди, психолози или физиотерапевти. Од таа причина сметаме дека во иднина и нашиот следен чекор и мисија, што ја имаме во нашето здружение Hope, како што рековме, надеж, е всушност да има поголема поврзаност и да има поголема соработка меѓу институциите. Виолета Костадиновска, благодариме што бевте утро во Македонија на утро, остануваме отворени ние за соработка и за координација за се што е потребно, да ги информираме граѓаните, се со цел да си обезбедиме помирен, ако можеме, живот во нашето општество во овој сегмент. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека надежта ќе биде кај сите од нас секогаш присутна и дека со вакви активности во иднина, не само за месецот јуни, нели, за одбележување на афазијата, ќе имаме активности во текот на целата година кои ќе го подобрат квалитетот на животот на лицата со афазија. Надежта е последна, нели, велиме, и треба да биде најсилна. Благодариме.